Православните христијани ги вршат последните подготовки за Бадник. Значителен дел од црковните и народните обичаи за Бадник и Божик потекнува од најдалечното минато на македонскиот народ. Тие го отсликуваат неговиот народен и културен идентитет. Адетот кој за Бадник го практикува делчевчанецот Стоил Мирчевски останал од неговите прародители. Прво се земе сламичката за вечерата, се тура одоздоле. Под вечеричката, па се става вечеричката, па се препркрстиме, тие нареди се банички, зелници, бобчета, орекчета, бананички, некој кој што нешто се земало, бомбончици, нешто лукумчета, тоа се постно, нема мрсто ништо тука и се седне, кога се веќе прикрсти, седне се и почне да се дели. Се дели прво на Бога, па се дели на домаќино, па се дели на домаќинката, на децата да што ги околе и кога се подели се, кога се онади и се седне да се вечера. Кога се веќе вечера и ние по ние стари дедоци, кога станеме веќе, патуреме некоја трмка за пчелите да ловат, да одат да шетаат, да збираат мед. Идеме до трмката, подигнеме, пна, не може да се подигне мед, па земе сламичката и ја потргнеме настрана до вратата и се веќе постеле лег да за легнување. Ама си лежи на вечерата, тоа е газата што си е. Според Мирчевски традицијата продолжува и по Бадник на првиот ден на Божик. Сабалека стануваме, газата земе снопченцето и крене по овие ниви што сме посејали, по згради, по дрвца, за да се роди и се молиме на Бога. Кога веќе завршиме тоа, се враќаме и на кошари за стоката и за иначе за некои работи други. И ово дапчето што рекоме за што е шумичката за тоа дапче се веќе наречено да буково дрвце и почна да се слави за него, за тие некои дарби, шикаме за здравје, за живот и за среќа. Паричката која се става во лепчето, без кое самиот Бадник нема никаква смисла, за граѓаните значи среќа и берекет во текот на целата година. Неколку години ми се паѓа и мислам дека сум среќна. Па почитуваме го празникот Божик. Како според вас се одвиваат работи? Што треба да има на трпеза за да биде Бадник како што треба? Па треба да има нешто месено, нешто сукано, некои риби, нешто тие постни работи. Дали верувате дека на тој што ќе му се падне паричката цела година ќе го прати среќа? Па ќе го прати некоја среќа таму. Така од старина некогаш останало. И така се надеваа сите. Дали верувате дека на тој што ќе му се падне паричката ќе го прати среќа цела година? Па има некој начин. Инаку по повод Христовото раѓање Божик од црквата Успение на Пресвета Богородица во Делчево ги покануваат православните христијани од Делчевско на утринска богослужба која ќе се отслужи на самиот ден Божик.